Министерството за здравство соопшти дека заклучно со вчерашниот ден во државава се потврдени вкупно 13 случаи на западно-нилска треска. Од нив 10 пациенти се хоспитализирани на Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби, тројца се наоѓаат во критична здравствена состојба. Поради актуелната епидемиолошка состојба и врз основа на проценката на ризик, Министерството го задолжи Центарот за јавно здравје Скопје да спроведе дополнителна теретичка, односно земјена дезинсекција против комарци. Вонредниот третман беше реализиран во текот на ноќта како дополнителна превентивна мерка со цел да се намали бројот на комарци и ризикот од понатамошно ширење на вирусот. Од Министерството за здравство информираат дека состојбата внимателно се следи, дека институциите остануваат во постојана координација. Министерството, Институтот за јавно здравје, центрите за јавно здравје и здравствените установи, како што посочуваат, ќе продолжат со следење на епидемиолошката состојба и навремено ќе информираат јавноста за сите нови случаи и превземени мерки за заштита на здравјето на граѓаните. Министерството за здравство соопшти дека епидемиолошката состојба во Гостивар бележи значително подобрување, при што бројот на граѓани кои попарале медицинска помош продолжува да се намалува. Според последните податоци, во текот на вчерашниот ден во општата болница и здравствениот дом во Гостивар биле извршени вкупно 36 прегледи, што е за 37 помалку во споредба со претходниот ден кога биле регистрирани 73 прегледи. Во моментов на болничко лекување се задржани 4 пациенти. Од почетокот на состојбата во двете здравствени установи се реализирани вкупно 4483 нови прегледи. До надлежните институции се доставени 1014 пријави за заразна болест. Здравствените служби спровеле 706 нови епидемиолошки анкети, што представува опфат од околу 70%. Министерството за здравство информира дека здравствените институции понатаму спроведуваат засилен епидемиолошки надзор, обработка на податоците, анкетирање на пациентите, координирана примена на сите неопходни мерки за заштита на населението. Иако намалувањето на бројот на прегледи се оценува како охрабрувачки показател дека состојбата постепено се стабилизира, надлежните нагласуваат дека внимателно ја следат епидемиолошката состојба и ќе продолжат со сите превентивни активности за спречување на натамошно ширење на заразата. Поради најавените високи температури кои во наредните денови ќе достигнуваат и до 40 степени Целзиусови, Агенцијата за храна и ветеринарство апелира до граѓаните да бидат особено внимателни при купувањето, складирањето и подготовката на храната, со цел да се намали ризикот од нејзино расипување и појава на труење. Од агенцијата предупредува дека екстремно топлото време представува сериозен ризик не само за здравјето на луѓето, туку и за животните, поради што собствениците треба да им обезбедат доволно свежа вода, соодветна храна и заштита од високите температури. Агенцијата за храна и ветеринарство препорачува храната да се купува исклучиво од проверени продажни места каде што производите, односно оние од животинско потекло, се чуваат во пропишани услови. При купувањето треба да се избегнуваат производи со оштетена или надуена амбалажа. Разладените и замрзнатите производи да се купуваат на крајот од пазарењето, зашто пократко да останат надвор од ладен режим. Посебно внимание треба да се посвети на лесно расипливите намирници, како што се месото, млекото и јајцата, кои не треба да се оставаат во автомобил или да бидат изложени на високи температури. Разладената храна треба да се чува на температура пониска од 5 степени Целзиусови. Храната што се подготвува термички да биде целосно зготвена. Од агенцијата препорачуваат овошјето и зеленчукот темелно да се мијат под млаз вода, а суровото месо, млекото и јајцата задолжително да бидат соодветно обработени пред консумирање. Зготвената храна треба брзо да се излади да се чува во фрижидер, при што готовите јадења треба да се сместуваат на горните полици, а суровите производи на долните, за да се спречи меѓусебна контаминација. При јадење во угостителски објекти, агенцијата советува граѓаните да избираат локали кои ги почитуваат хигиенските стандарди. Во објектите за брза храна се препорачува да се избегнува консумирање мајонез, крем салати, сосови и преливи доколку не се чуваат во разладени уреди. Од агенцијата апелираат граѓаните да не ризикуваат со конзумирање храна за која постои сомневање дека не е безбедна, нагласувајќи дека во такви случаи најдобро е храната да се фрли. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата по повод одбележувањето на 2 август, денот на Републиката, Илинден, упатува апел до сите учесници во сообраќајот за максимална внимателност, односно однесување и доследно почитување на сообраќајните правила и прописи.
Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата предупредуваат дека за време на престојниот продолжен празничен викенд се очекува значително зголемен интензитет на сообраќајот, особено на патните правци кон туристичките центри Охрид, Преспа, Дојран, Крушево и Пелинце, како и кон излетничките места и граничните премини. Советот апелира возачите да ја приспособат брзината на движење на условите на патот и поставената сигнализација, да не управуваат возило под дејство на алкохол, психоактивни супстанци или во состојба на замор, задолжително да користат сигурносен појас, да обезбедат децата до 5 годишна возраст да се превезуваат во соодветни детски седишта. Воедно возачите се повикуваат да не користат мобилен телефон и други електронски уреди додека управуваат со возило, пред паѓање да ја проверат техничката исправност на возилото. При подолги патувања да прават пауза на секој 2 часа возење. Апелот се однесува и на велосипедистите, мотоциклистите, возачите на лесни електрични возила и пешаците, кои исто така треба внимателно да се движат и да ги почитуваат сообраќајните правила, со цел да придонесат за поголема безбедност на патиштата. Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата нагласуваат дека секој одговорно човечко однесување во сообраќајот представува придонес за зачувување на човечките животи и упатуваат честитки до граѓаните по повод Илинден. Сообраќајот на државните патишта низ земјава се одвива непречено, но интензитетот на возила на патните правци надвор од градските средини е зголемен поради предстојниот празничен викенд, информираат од Автомотосојузот на Македонија. Според последните информации, зголемена фреквенција на возила е регистрирана на граничниот премин Богородица, каде што се бележи поголем број возила за излез од државата, како и на Табановце за влез во земјава. Сепак, од АМСМ посочуваат дека во моментов нема поголеми задржувања на македонска страна од граничните премини. Од Автомотосојузот апелираат до возачите да ја приспособат брзината на движење на условите на патот, да ја почитуваат поставената сообраќајна сигнализација и да управуваат внимателно, особено на делниците каде што постои опасност од појава на удрони. Посебна предпазливост се препорачува на патните правци Катланово Велес, Маврово Дебар Струга, Виница Берово и Кочани Делчево, каде што е можна појава на удрони и други опасности на коловозот. Од АМСМ ги повикуваат граѓаните пред да тргнат на пат да се информираат за состојбата на патиштата, да возат одговорно со цел празничните патувања да поминат безбедно. Шпанското министерство за внатрешни работи соопшти дека околу 49.000 мигранти влегле во шпанската енклава Сеута во текот на изминатите 24 часа, преминувајќи ја границата од Мароко по море и по копно. Масовниот прилив предизвика сериозен притисок врз капацитетите на малата енклава, поради што шпанските власти распоредија дополнителни полициски и воени сили за справување со ситуацијата. Во меѓувреме Мароко ги засили граничните контроли и употреби водени топови за да спречи нови обиди за нелегално преминување на границата. Според досегашните информации, најмалку 18 лица загинале за време на масовниот обид за влез во Сеута, најголемиот дел при давење или во стампедо. Голем број мигранти, меѓу кои и малолетници, останале на улиците и во парковите, додека локалните власти работат на обезбедување привремено сместување и хуманитарна помош. Кризата предизвика реакции на европско ниво. Италија повика на построг одговор за заштита на надворешните граници на Европската унија, додека Франција најави засилени контроли на својата граница со Шпанија. Од друга страна, шпанската влада порача дека ќе продолжи да постапува во согласно со националните закони и меѓународните обврски. Сеута, заедно со Мелилја, е една од двете шпански енклави на северноафриканскиот брег и единствената копнена граница меѓу Европската унија и Африка. Поради својата географска положба со години представува една од главните рути за обиди за нелегален влез на мигранти во Европската унија. Сончево и топло време со мала локална облачност ќе преовладува денеска низ земјава, информира управата за хидрометеоролошки работи. Ќе дува слаб до умерен ветер од североисточен правец, а дневната температура ќе се движи од 32 до 39 степени Целзиусови. Утринските температури ќе бидат меѓу 12 и 20 степени. Според прогнозата на управата за хидрометеоролошки работи, стабилното и сончево време ќе продолжи во текот на празничниот викенд. На 1 август времето ќе биде претежно сончево и многу топло со мала локална облачност. Максималната температура повторно ќе достигне до 39 степени. Во Скопје се очекува сончево време со слаб до умерен ветер од променлив правец. На 2 и 3 август ќе се задржи сончево и стабилно време. Минималните температури ќе се движат од 10 до 21 степен, додека дневните повторно ќе достигнуваат до 39 степен.
Синоптичарите најавуваат дека под влијание на нов топлотен бран, многу топлото време ќе продолжи во текот на следната седмица. Особено високи температури се очекуваат од среда, кога во одредени делови од земјава живата во термометарот ќе надмине и 40 степени Целзиусови. Надлежните препорачуваат граѓаните да избегнуваат престој отворено во најтоплиот дел од денот, да внесуваат повеќе течности и да ги почитуваат препораките за заштита од високите температури, особено повозрастните лица, хронично болните и децата. Екстремно високите температури што ја зафатија Европа ова лето предизвикаа рекорден број смртни случаи во Германија и Велика Британија. Според официјалните проценки на здравствените власти во двете земји досега починале речиси 13.000 луѓе, како последица на топлотните бранови. Германскиот институт Роберт Кох соопшти дека до 19 јули во земјата се регистрирани околу 9800 смртни случаи поврзани со жештините, што представува највисок број за истиот период од 2016 година па наваму. Повеќе од 5000 од овие случаи се поврзуваат со силниот топлотен бран што ја зафати Германија во втората половина на јуни, кога температурите во голем дел од земјата достигнаа околу 40 степен. Според германските здравствени власти, високите температури ретко се директна причина за смрт, но значително го зголемуваат ризикот од фатални последици кај лицата со кардиоваскуларни, белодробни и бубрежни заболувања. Алармантни податоци се објавени во Велика Британија. Агенцијата за здравствена безбедност на Обединетото кралство проценува дека за време на двата топлотни бранови во мај и јуни биле регистрирани 2877 смртни случаи поврзани со екстремно високите температури. Од нив околу 753 случаи се поврзуваат со жештините кон крајот на мај, додека уште 2124 смртни случаи се поврзуваат со топлотниот бран што ја зафати земјата во втората половина на јуни. Британските здравствени власти нагласуваат дека бројките се уште се прелиминарни, но предупредуваат дека веќе укажуваат оти оваа година би можела да биде една од најсмртоносните години досега, кога станува збор за последиците од екстремни горештини.